Почитувани гледачи, во следниве 20 на минути ќе проследиме дел од она што беше најинтересно на денешната трка, втора во рамките на државниот шампионат во автомобилизам кружни патеки. Се одржа на воениот полигон во Кичево, на онаа добро позната патека, една од најдобрите во Македонија, должината 2050 метри, се возеа 17 круга, а настапија 2 дивизии или 4 класи. По подолго време имаше надпреварувачи во доволен број во сите 4 класи, така што според правилникот за бодување во државното првенство на Македонија ги видовме надпреварувачите и во хоби класата покрај оние стандардните 3. На почетокот стандардните југовци, но секако и за гледачите според протоколот на отварањето кој што беше од страна на господинот Кирил Наумовски, председател на спортската комисија на Автомотосојузот на Македонија, присутни надпреварувачите во првата дивизија или првата класа со зафатнина на моторите до 1150 кубни сантиметри. 12 надпреварувачи беа пријавени, 11 настапија, инаку вчера на надпреварите во борба за пол позиција се појавија вкупно 14 надпреварувачи. Меѓу нив го немаше третопласираниот од првата трка во Скопје Бранко Кипровски од Корнер Спорт, кој поради жалба, а потоа и прифатена жалба секако поради суспензија на овој надпревар не настапи. Пол позицијата според вчерашните времиња ја имаше Владимир Треневски, членот на Скопје, кој што оваа сезона за прв пат вози во кружни патеки до минатата година само на Ридски и го постигна најдобриот пласман, меѓутоа гледате уште на самиот почеток слабо реагираше и дури четворица успеа да го минат: Дејан Стефановски, Никола Несторовски, Мијалче Василевски, за на крајот по првиот свиок Владимир Треневски да остане на 5-тото место. Значи, да ги споменеме и останатите надпреварувачи: Владко Наковски, Игор Стефановски, Марио Велковски, Стојан Богдановски, Аце Младеновски, Тони Велевски и Виктор Тодоровски не настапи, иако избори пласман според вчерашните времиња Томислав Трајковски. Инаку резултатот на Владимир Треневски вчера во борба за пол позиција 1.16.419 на еден круг со просечна брзина од 96,573 км на час. Тука споменав, се возеа 17 круга вкупно и на самиот почеток водството го презеде Дејан Стефановски од Автоклиника Спорт со стартен број 2, кој што на првиот надпревар во Скопје го освои второто место и е секако еден од кандидатите за висок пласман. На првата трка, одржана на 25 мај во Скопје, на патеката пред македонската телевизија и Скопски сајм, најдобар беше Мијалче Василевски, кој тука стартуваше од 4-тото место. Гледаме некаде половина од трката со двете камери кои што ги имавме обезбедено за овој настан. Ова е еден од оние најатрактивни свиоци, веднаш постават на целната рамнина, на која што се развиваат и најголемите брзини. Неколку круга, речиси, ништо не се менуваше кога се во прашање првопласираните двајца, а неколку промени на третата и четвртата позиција, каде што Владимир Треневски најпрви дојде до четвртото, потоа и до третото место. Главно се бореше за таа трета позиција со Мијалче Василевски. Додека со стартен број 2 и натаму првото место го чува Дејан Стефановски. Веднаш зад него шампионот од минатата година Никола Несторовски, член на екипата на Прилепец, кој што имаше пек во првата трка во Скопје и не беше во бодови, иако таму со големи амбиции настапи секако во желба за одбрана на шампионската титула. Видовме дел од она борба, настојување за да се дојде до третото место меѓу Треневски и Василевски.
така беше се до половина на оваа трка. Неколку промени на таа трета позиција. Ова е дел од каде што е она заштитна ограда, пневматици кои што секако треба да оневозможат некаков инцидент. Некој од надпреварувачите има близок контакт со нив, но секако тука беше службата за обезбедување на патеката, која што ревносно си ја вршеше својата задача и нема многу проблеми денеска, освен неколку излетувања, помали инциденти. Немаше ниту еден посериозен. Ова е токму еден од тие помали кои што за среќа се завршија само со моментално губење на рамнотежата, на балансот на возилото. И еве како изгледаат надпреварувачите што се борат за висок пласман. Тука беше членот на Импегна Милче Василевски во опит да искористи некоја грешка на оние кои што се пред него, а тоа беа Владимир Треневски и Никола Несторовски во тој момент. И на спротивната страна секако, а со стартен број 29 Аце Младеновски, кој што заостана тука за еден круг. И натаму во водство со стартен број 2 Дејан Стефановски, вице шампион од минатата година. Надпревар кој што секако побудува голем интерес секогаш кај љубителите на брзините во Кичево, но и од цела Македонија, иако времето беше навистина премногу топло за одржување на еден ваков надпревар, сепак неколку илјади љубители на автомобилизмот, како и секогаш присутни на овие надпревари. Со доста проблеми Аце Младеновски сепак продолжи тука, успеа некако да остане во трката. Иако не со висок пласман, на крајот заврши на 8-та позиција, надвор од оние кои што обезбедуваат бодови. Имаше проблеми со стартен број 10 Владко Наковски. И вака требаше да им се помогне на делот на надпреварувачите кога излетува од патеката, но Наковски на крајот многу високо пласира затоа што искористи пех на дел од фаворитите. Например, Милче Василевски, кој што победи тонава во Скопје, успеа да комплетира само 12 круга, имаше доста проблеми, членот на Импегна, а потоа и Дејан Стефановски, кој што мина 2 круга повеќе со 14 вкупно. Ја имаше втората позиција вчера на квалификациите и денеска водеше во најголем дел од трката, во оние 12 круга во кои што беше во самата трка. И кога веќе отпадна, Никола Несторовски ја искористи таа негова грешка и во свој стил, без поголеми проблеми, дојде до првата позиција, вкупно време 22 минути и 11 секунди. На второто место Владимир Треневски, член на Скопје, на третото Владко Наковски, исто така од тимот на Скопје. Четврти е Марио Велковски од Пулстарс, пети Тони Велевски од Ѓорѓи Наумов, шести Стојан Богдановски од тимот на Конеспорт. Знаеа да се радуваат оние кои што се искачија на подиумот. Никола Несторовски, значи победник во класата на популарните југовци, 2150 кубни сантиметри, имаше голем пек во Скопје, меѓутоа во оваа трка дојде до победата, иако не беше лесно. Да, кој што кажав, имав пех во Скопје на кругот. Има проблем со Дејан Стефановски кој ме бутна и ме отстрани од трката, после продолжив и ми се расипа колата, ама не завршив трка. Што се однесува до оваа трка, не беше на почетокот најидеално, меѓутоа ги чекаше своите 5 минути. Па колата од првите кругови нешто ми беше малку
дека ладни гумите не држеше, имаше песок на стазата, после си дое своето. Кога беше решавачкиот момент во трката? Па при крајот 10-тиот круг, 6 или 10-ти круг таму при крајот на трката завршив прв. Доста им благодарам на конкурентите Владче и Мики, кои добро извозевме трката без проблеми. Мики беше многу во извози колата, ама имаше дефекти. Тоа е. Значи, многу интересно ќе биде до крајот на шампионатот, затоа што сега Милче Василевски и денешниот победник, актуелниот шампион Никола Несторовски имаат по 10 бода во конкуренција на класата 1, а ова е веќе втората дивизија, каде што се натпреварувачите од класата 2, 3 и 4, една голема конкуренција, навидум само затоа што сите настојуваат да бидат што подобри во својата класа. Значи, запознавање со оние кои што настапија денеска, во класата до 1400 кубни сантиметри, група N, Peugeot 106, четворица вкупно, Стево Костовски од тимот на Импегна имаше пол позиција по вчерашните надпревари, одлично постигнување со 99,9 км на час просек пред Игор Богатиновски и Антонио Скендеровски, двајцата од Скопје, а на четвртото место дебитантот во оваа конкуренција Далибор Даневски, член на ИНП Рели Спорт, инаку Далибор Даневски повеќекратен шампион во надпреварите во Джип Рели. Што се однесува до победникот од Скопската трка, Даниел Крстевски, членот на Евроимпекс, тој не настапи поради тоа што е казнет, вложија жалба неговите противници по победата на Крстевски на надпреварот во Скопје и таа беше усвоена. Автоматски Крстевски казнет, отстранет од можноста да настапи на оваа трка. Што се однесува до надпреварувачите во класата Хоби 1600 кубни сантиметри, тука имаше четворица, Благоја Димитровски, Автоклиника Спорт, со пол позиција по вчерашните надпревари, со над 100 км на час просечна брзина, пред Исмет Рамани од Уно Рейсинг Тим и Оркан Амет, исто така од Уно Рейсинг, и Лазар Угуровски, член на тимот на Скопје. И секако во најсилната класа 2000 кубни сантиметри, група N, Блаше Јанакиевски од тимот на Макпетрол со својата Конда имаше пол позиција 103,4 км на час, меѓутоа минимална предност пред Илија Малинковски, победникот на трката во Скопје, и тие, ако забележувате, во почетните неколку круга и ја водеа оваа трка, 88 стартен број Блаже Јанакиевски, 86 Илија Малинковски, кој што успеа да го мине по третиот круг и сега дојде до промена на челната позиција. Еве ги нивните возила, Opel Astra, со која што настапува Малинковски, и Кондата на Блаже Јанакиевски, подготвена непосредно пред оваа трка. Не успеа да биде на време подготвена неговата Конда за надпреварот на кружната трка во Скопје. Меѓу оние што настапија во оваа класа беа и Милан Димитровски од Автоклиника Спорт, неговиот клубски колега Роберт Доневски, потоа Владимир Демушевски од Примо и Дејан Георгиевски, третиот надпреварувач од Автоклиника Спорт. Беше многу интересно, особено во класата на Peugeot 106-тите, затоа што тие, како што се очекуваше, има една неизвестна битка. На почетокот, по првите неколку круга, Стево Костовски со минимална предност пред Игор Богатиновски, кој што постојано напаѓаше. Инаку, класманот во Скопје беше Даниел Крстевски, реков подосна му беше одземена таа победа. Игор Богатиновски, Антонио Скендеровски, Стево Костовски, кои што водеа главен збор на денешната трка во нивната класа. Што се однесува до класата Хоби 1600 кубни сантиметри, Благоја Димитровски направи една голема предност уште на првите неколку круга, така што не мораше многу да форсира. Требаше само да ја заврши, да ја комплетира трката, за да дојде до првата позиција, до победа во оваа класа. Кај него Исмет Рамани по само 3 круга се откажа од трката и остана без пласман. И натаму го следиме возењето на лидерите, на првиот Илија Малинковски, кој што успеа да го мине во еден свиок Блаже Јанакиевски.
но не траеше сето тоа долго, затоа што Јанакиевски некаде во 8-миот круг, значи речиси на половина на патеката, имаше проблеми и заостана за цел круг. Подосна ја продолжи трката, но не успеа да биде подобро пласиран во оваа трка во која што имаше големи амбиции. На крајот заврши како петти. А во меѓувреме гледаме секвенции од оваа исклучително интересна трка, затоа што се тука надпреварувачи од 3 различни дивизии, па има пристигнување кое можеби не значи ништо. Секако најважно е да се обезбеди што подобар пласман во сопствената класа. Кога веќе остана единствен, го гледаме Илија Малинковски со неговиот Opel Astra и не мораше премногу да форсира и онак имаше огромна предност пред своите конкуренти. На крајот ја заврши трката со време 20 минути 30,5 секунди или просечно 101,2 км на час, единствен со над 100 км на час развиена брзина пред Милан Димитровски од Автоклиника Спорт, Владимир Димушевски на третата позиција од тимот на Примо. Меѓутоа одиме најпрвен со прогласување на најуспешните во класата до 1400 кубни сантиметри, група N. Игор Богатиновски од тимот на Скопје пред клубскиот колега Антонио Скендеровски, Стево Костовски на третата позиција, членот на Импегна. На четвртото, дебитантот на популарните Peugeot 106 најдобар е Игор Богатиновски, кој што со Антонио Скендеровски и Стево Костовски имаше навистина добра конкуренција, една многу интересна трка. Мислам дека во вториот или во третиот, не се сеќавам, Стево го поминав, сега да го поминам, направи голема разлика. Добро беше, одлично. Редно беше оваа сезона после толку пехови. Така, сега сме изедначени во генералниот пласман. Очигледно дека во оваа конкуренција ќе има доста борба до крајот на шампионатот. Како е возилото подготвено на Игор, како е самиот Игор подготвен за до крајот на сезоната, евентуално да се бори за шампионската титула? Возилото е одлично подготвено. Требаше нека мали финеси. Има уште доправки. Спонзорот обезбеди средства, само треба да ги набавиме тие работи сега за наредните трки. Имаме повеќе време, ќе обезбедиме. И да, шампионска титула сигурно. Значи во втори класата победник Благоја Димитровски со Volkswagen Golf од Автоклиника Спорт пред Лазар Угуровски на Citroen AX од Скопје и Орхан Амет со Jugo 65 од Uno Racing Team. Тоа се тројцата што успеа да ја завршат оваа трка. Оваа трка имаше доста коли што не беа дојдени, имаше доста коли што се расипава, така да и многу беше топло времето, така да тоа е тоа. Ја издржав до крајот, како прв стартов од мојата класа, можев да идам напред, но немаше потреба. Ги оставив напред, другите се борат, да не би се мешал нели со нив. Имаше одлична контрола на ситуацијата. Како до крајот на сезоната, кои може да бидат главни конкуренти за највисок пласман? Па види, оваа класа никогаш нема конкуренци, сите сме конкурентни, од најслабиот до најјакиот. Овдека битно е да се заврши трката. Ние возиме највише да си направиме кеф на својата, мислам, што имаме желба за возење, иначе не сме многу, да кажам, битно е да завршиме. Иначе ако завршиме добиваме пласман, секој кај што завршиме, иначе сите се конкурентни. Кеф си направи Илија Малинковски со втората победа оваа сезона во Скопје пред Милан Димитровски и Владимир Димушевски, на четвртата позиција Дејан Георгиевски, на петата Блажија Накиевски. Како утеха ќе му остане најдобро извозениот труд? Лесно, беше малку по-напорно и меѓутоа успеав и беше интересно, морам да кажам. Хондата беше доста побрза на правите делови, ја бев побрз во кривините и така. Нешто се деси на Хондата, не знам точно што. Меѓутоа, ете, успеав повторно да завршам прв и нормално радосен сум. На крајот оценка и од господинот Матко Петровиќ, председател на автомото клубот Ноќен Јавач од Тичево, кој заедно со Автомото Сојузот на Македонија беше Трките организатор. помина двете дивизии како што беа пуштени во најдобар ред, со мали излетувања без инциденти. На време почнаа, на време завршија, така да свето беше како што треба, обезбедувањето беше вред. Немаше инциденти поголеми, тоа е најважно за нас.
Сега уште може да ви кажа дека негде 13-14 јули мототрка отворено првенство на Македонија ќе имат. И имаме после више во септември нешто, автотрка и балканската мототрка. Во секој случај Киче уште еднаш покажа дека е навистина одличен организатор на овие надпреварувања и дека оваа патека е идеална за одржување на вакви трки. Па мислам дека е идеална за одржување на вакви надпревари. Автомотоклубот Ноќен Јавач заедно со Автомотосојузот на Македонија направивме све што можевме да биде безпрекорно направено и така. Тука беа и гледачите кои се секогаш. Па гледачи беа бројни сигурно. Малку повеќе носат мототрките гледачи, меѓутоа имаше доста задоволително. Благодарам и многу успех. Сантиметри на четвртата риско-брзинска. Поздрав во студиото на Македонската телевизија. Во наредните 18 минути ќе ги проследиме најинтересните моменти од денешниот надпревар во автомобилизам што се бодуваше за шампионатот на Македонија на ридски патеки. Трета трка по првите два надпревара што се возеа на познатата патека водно, а денешниот се возеше во должина од 8 километри крај Крушево, поточно од местото Острилци, па некаде 500 метри пред почетокот на Крушево. Една извонредно интересна, добро подготвена патека што овозможува постигнување на просечни брзини од над 100 км на час или за автомобилите во несилните класи максималниот дострел, односно максималната брзина на најрамните делови е некаде околу 160 до 170 км на час. Одличното време, а и организацијата на Автомото друштвото Прилепец од Прилеп под патронатство на Автомотосојузот на Македонија придонесе на денешниот надпревар да видиме 23 надпреварувачи што се појавија во 4 распишани класи на шампионатот на Македонија, се разбира, учувајќи го тука и бодувањето во генералниот пласман. Најмногу убројни надпреварувачите во класа 1 настапија вкупно 12, се разбира аспирантите за највисок пласман во борба за првите 3 позиции од годинашниот шампионат на ридски патеки. Во класата до 1150 кубни сантиметри, група А, најбрз на вчерашниот тренинг беше Владимир Треневски, возач на АСК Скопје, кој стартуваше како прв според пропозициите, односно според времето остварено во рамките на вчерашниот официјален тренинг со стартен број 22. Владимир Треневски годинава победи на вториот надпревар што се возеше на патеката водно. Четврто место му донесе 3 бода на првата трка, исто така возена на падините на водно. Денеска стигна до второ место во голема борба со најголемите конкуренти, воедно возачите што се наоѓаат и на првите позиции во генералниот пласман. Владимир Треневски во првото возење возеше 4 минути 23 секунди 402 илјадити делови од секундата. Во рамките на втората трка нешто подобар, 4:22 570, но тоа беше доволно само за второто место денеска за Владимир Треневски, инаку втора година се надпреварува во шампионатот на Македонија. Со стартен број 1 ланскиот шампион во оваа класа на ридски патеки, како и на кружни, Никола Несторовски, возачот на Прилепец. На тренингот имаше второ најдобро време, меѓутоа неговата тактика беше да ги покаже своите возачки способности во рамките на надпреварот и постави најдобро време во првото возење 4:22 428, воедно беше и најдобро постигнување на еден возач во класата 1, што му беше доволно на Никола Несторовски да стигне до втората победа годинава во трите возени трки, едно второ место по освоени 26 бода на вистински пат е да го повтори ланскиот успех, односно да стигне до шампионската титула во класата 1 на ридски патеки. Возачот на Автомотодрштвото Прилепец од Прилеп, а на стартот го гледаме Дејан Стефановски, возачот на Автоклиника, ланскиот вице шампион и на ридски и на кружни патеки. Со трето најдобро време на тренингот оствари и трето време во рамките на официјалниот надпревар 4:23 234, негово најдобро постигнување остварено во рамките на втората трка. За Дејан Стефановски тоа значи трет пат сезонава во 3 возени трки, трето место, вкупно 12 бода во генералниот пласман се наоѓа зад Владимир Треневски кој има 19, Никола Несторовски веќе убедливо води со 26 бода. Голема борба со тоа што разликата меѓу прокласираните тројца изнесуваше неполна секунда.
Тренерски Владимир и Дејан Стефановски најдобрите времиња ги остварија во рамките на втората трка, додека Несторовски тоа го стори во рамките на првото возење. Во класата 1 бодови уште освоија Јалче Василевски, возачот на Импегна, имаше најдобро време 4:26.966, Тихомир Матевски од Автомотоклубот Скопје, а шестото место и 1 бод го освои Марио Велковски, возачот на Пулстарс, исто така од Скопје. Инаку во оваа класа настапија уште Петар Македонски, Тони Велевски, Димитар Гавриловски, Томислав Трајковски, Емилијан Цивкаровски и Никола Попевски. Возачи што се пласира од 7-то до 12-то место, меѓу нив и тројца возачи од Битола, што покрај надпреварувачот во најсилната класа од Куманово говори за еден нов момент во годинашното првенство во автомобилизам, освен возачите од Скопје кои се најмногубројни, денеска пред, може да се каже, своја публика настапија и возачите од Битола, како Петар Македонски, Тони Велевски, кои изминативе сезони беа редовни учесници во шампионатот на Македонија. До возењето на надпреварувачите во класата 1, веќе сме на стартот со победникот од втората класа за автомобили со зафатни на 2400 кубни сантиметри, група N, со стартен број 47, Даниел Крстевски, возачот на Евроимпекс, по вчерашното најдобро време на тренингот, оствари и најдобро време во својата класа и во рамките на официјалниот надпревар. 4:14.583 негово постигнување во првото возење, во второто побавен за 7 десетинки, меѓутоа тоа му беше доволно да го освои првото место во својата класа. Инаку Даниел Крстевски на првиот надпревар водно исто така доби 10 бода, со победата на водно 2 стигна до третото место и со 24 бода води во генералниот класман, речи си на чекор да ја освои титулата на ридски патеки во класата 2, каде што настапуваат возачи исклучиво со автомобили Peugeot 106 Rally, една традиција што датира веќе од 2001 година. Второ место за возачот на Импегна Стево Костовски на вчерашниот тренинг исто така беше втор во рамките на првото возење 4:15.692, што беше за 1 секунда и 1 десетинка побавно од времето на Даниел Крстевски во второто возење 4:15.700, што беше доволно за второ место. Во генералниот класман Стево Костовски со 15 бода се наоѓа на таа позиција, додека третото место пак го има Игор Богатиновски, возачот од АСК Скопје. На денешниот надпревар во класата 2 настапија вкупно 4 надпреварувачи во отсуство на Антонио Скендеровски и Лазар Гриновски. Тие настапија на надпреварите во водно, меѓутоа решени да го продолжат својот настап во годинашниот шампионат на кружни патеки, потаму и не допатуваа во Крушево за да се одмерат, односно да ги одмерат силите со конкурентите. Трето место денеска за Игор Барбаровски од Автомотоклубот Спид од Скопје. 4:21.459 неговото остварување постигнато во втората трка. Тоа за Игор Барбаровски значи второ-трето место во рамките на годинашната сезона на ридски патеки. Тој успех го имаше и на премиерната трка од шампионатот на Македонија токму во ова надпреварување. На втората трка не настапи, но одличен успех за дебютантот во автомобилизмот и тоа во втората класа, исто така со автомобилот Peugeot 106 Rally. Заостана зад победникот Даниел Крстевски без малку 7 секунди, но ако се земе предвид дека Барбаровски прв пат ја вози патеката Крушево, што е навистина добар успех за еден дебютант во класата 2. Игор Богатиновски од АСК Скопје немаше среќа на овој надпревар. Проблемите со автомобилот уште пред започнување на официјалната програма, сепак некако успеа да го заврши денешниот надпревар со огромно заостанување поради дефект на неговиот мотор.
Во генералниот пласман Игор Богатиновски се наоѓа на третото место со 11 бода, на четвртата позиција Антонио Скендеровски со 10, Игор Барбаровски е пети со 8, а Лазар Угровски се наоѓа на шестото место со 2 бода. Крсте Трајковски во рамките на третата класа за автомобили со зафатни на 2600 кубни сантиметри група Хоби оствари најдобро време во едно единствен надпреварач денеска што водеше под границата од 4 минути, поточно 3:59.204, доволно за да го освои убедливо првото место во својата класа, стигнувајќи на тој начин до втората победа во трите досега одржани трки. На првиот надпревар што се водеше на патеката водно, победи неговиот помлад брат Слободан Трајковски, додека пак третиот надпреварач во оваа класа Благоја Димитровски исто така се најде на патеката Крушево, стигнувајќи до второто најдобро време. За Крсте Трајковски нови 10 бода, ова е веќе автомобилот Fiat Ritmo со кој настапува неговиот брат Слободан Трајковски. Немаше среќа во рамките на првата трка, имаше мало излетување во првиот дел од патеката, во второто возење успеа да го прилагоди, односно да го оспособи својот автомобил и на крајот оствари трето време 4:14.527 за Слободан Трајковски. На тој начин се најде сега на второто место во генералниот пласман, иако има ист број бодови со неговиот брат поради подобрите пласмани. Крсте Трајковски во моментов е лидер во својата класа. Второ место денеска за возачот на Автоклиника Благоја Димитровски 4:13.403, време што му беше доволно за да го освои второто место во класата Хоби, зад возачот на Амада Прилепец Крсте Трајковски, кој со своето возење во рамките на првиот надпревар ја оствари и втората победа за својот клуб во едно организатор на денешната трка. Благоја Димитровски со 16 бода се наоѓа на третото место во генералниот пласман, така што за шампионската титула воедно како и во претходните две класи ќе решава последната трка што ќе се вози на 7 октомври на патеката Пониква во организација на автомотоклубот Лопен од Кочани. Во четвртата класа со стартен број 86 очекувано триумф на Илија Малинковски од АСК Скопје со автомобилот Opel Astra GSI 4 минути 4 секунди 459.000 делови од секундата беше неговото најдобро остварување во второто возење. Со тоа Илија Малинковски, кој практично и нема голема конкуренција во четвртата класа, стигна до третата победа, ставајќи на тој начин и точка околу разврската на шампионската титула во неговата класа со максимални 30 бода досега. На една трка пред крајот веќе ја верификува шампионската титула на ридски патеки. Останува тоа да го стори во рамките на шампионатот на кружни патеки. Остануваат уште две трки до крајот од годинашната сезона во рамките на тоа првенство. Второ место денеска за Владимир Димушевски, син на познатиот автомобилист Александар Димушевски, кој, како што можете да слушнете премалку, настапува годинава во Европскиот челендж куп со автомобилот Рено Меган. Оствари време во второто возење 4:15.719, што беше за 11 секунди побавно од времето на Илија Малинковски, меѓутоа Владимир Димушевски со тоа стигна и до најдобриот резултат за него година, односно второ место во класата SP1 до 2000 кубни сантиметри. Во оваа класа настапија уште двајца возачи, покрај Илија Малинковски и Владимир Димушевски. Тоа беа возачите на Автоклиника Роберт Доневски и Милан Димитровски, кои веќе втора сезона последователно се надпреваруваат во оваа категорија. Трето место денеска за Роберт Доневски, кој вози за Автоклиника, меѓутоа доаѓа од Куманово, 4 минути 20 секунди 777.000 делови од секундата, време што му беше доволно да го освои денеска третото место, воедно задржувајќи ја и третата позиција во генералниот пласман, сега со 11 бода по 3 возени трки. Настапува со автомобилот Volkswagen Golf GTI, идентично како и неговиот клубски колега Милан Димитровски. Инаку Роберт Доневски во рамките на официјалниот тренинг имаше трето најдобро време. И последниот надпреварач што настапи во оваа класа, Милан Димитровски, имаше излетување во рамките на првото возење, меѓутоа и не од
толкав за да не може и да настапи во втората трка, каде што оствари време 4:20.922, стигна до четвртото место, со тоа до нови бодови и до второто место во моментов во неговата класа, а ги има вкупно 15. По завршувањето на брзинскиот дел на преварот се разбира и официјалното прогласување на најуспешните во денешниот трет надпревар за шампионатот на Македонија на ридски патеки. Трето место за Дејан Стефановски од Автоклиника во класата 1 до 1150 кубни сантиметри. Наградите ги додели Никола Панов, председател на Автомотосојузот на Македонија. Второ место за Владимир Треневски од АСК Скопје, додека најуспешен Никола Несторовски од Прилепец практично го повтори успехот од ланската сезона, кога исто така триумфираше нова патека во рамките на својата класа. Никола Несторовски, Владимир Треневски, Дејан Стефановски се наоѓаат и на првите 3 позиции во генералниот пласман. Во втората класа трето место за Игор Барбаровски од Автомотоклубот Спидо Скопје. Второ место за Стево Костовски, возачот на Импегна, додека најуспешен денес во втората класа до 1400 кубни сантиметри група Н Даниел Крстевски од Евроимпекс. Наградите ги додели Димитар Миновски, секретарот на Автомотосојузот на Македонија. И во третата класа, трето место за Слободан Трајковски, возачот на Прилепец, втор беше Блага Димитровски од Автоклиника и прво место за Крсте Трајковски, исто така од Автомотоклубот Прилепец од Прилеп. Наградите ги додели секретарот на клубот што го организираше денешниот надпревар. Во четвртата класа, трето место за Роберт Доневски, второ место за Владимир Димушевски од Автомотоклубот Примо и победникот на денешниот надпревар во класата 4 за автомобили со зафатнина до 2000 кубни сантиметри група СПИН Илија Малинковски практично ја освои титулата со денешната победа во рамките на својата класа. Благодарност до македонската телевизија што оддели време да ја сними трката или дел од трката и со тоа да допринеси до популаризација на овој спорт, затоа што сметам дека малку внимание се посветува на овој спорт во нашата земја, било од печатените, било од електронските медиуми. Јас сум задоволен од денеска одржаниот надпревар, бидејќи со исклучок на 2 мали инциденти се функционираше безпрекорно. Што се однесува до подготовките траја малку подолго, меѓутоа резултатот денеска беше евидентен и мислам дека не е нескромно да се каже дека вакви надпревари со запазување на сатница, со исполнување на се што е предвидено според програмата, треба да се настојува да се организираат што почесто и секаде, таму кај што се организираат. И на прогласувањето во екипна конкуренција, најуспешни Автомотоклубот Прилепец од Прилеп пред АСК Скопје и Автоклиника, исте поредокот и во генералниот пласман меѓу клубовите, со тоа што овој момент го искористи домаќинот, односно Автомотоклубот Прилепец од Прилеп, да ги награди своите возачи за резултатите остварени ланската сезона. Убав гест од страна на организаторот, кој има високи амбиции во шампионатот на Македонија на ридски патеки. Остана уште само да ја најавиме последната четврта трка од годинашната сезона за шампионатот на Македонија на ридски патеки ќе се вози на 7 септември на патеката Пониква крај Кочани во организација на Автомотоклубот Лопен. Пред на 40 минути од репортажата трета трка автомобилизам шампионат на Македонија на кружни патеки што се одржа денеска во Скопје во организација на Автомотоклубот Примо и секако на Автомотосојузот на Македонија.
По надпреварот во Кичево и ридската трка што се одржа во Крушево следеше една пауза од месец и 2 недели, пошто автомобилистите што се борат за најдобрите позиции во државниот шампионат, денеска повторно зеда учество во борба за бодови, секако и во борба за најдобрите позиции, битка за шампионските титули во речиси сите 4 категории од денешната трка. Инаку на познатата патека крај македонската телевизија во должината 2 километри годинава по втор пат најдобрите автомобилисти во државава се бореа за бодови, секако бројувајќи го и надпреварот во Кичево, значи вкупно трет надпревар од шампионатот на Македонија на кружни патеки. Веќе сме со возачите во класата 1, настапија 20 возачи, по позицијата имаше Мијалче Василевски од Итегна, до него Круме Апостолов од тимот на Спид, Дејан Стефановски и Никола Несторовски има стартни позиции од вториот ред. По самиот стартот на преборот, воедно во рамките на првиот круг, најдобрите и ги задржаа позициите што ги имаа обезбедено на вчерашните квалификации, каде што 5 автомобилисти во класата 1 беа во само 3 делови од секундата, што ветуваше и голема и жестока борба во класата 1, што впрочем и се покажа во првите кругови од денешниот надпревар. 20 вкупно предвидени за надпреварот во класата 1 и секако за надпреварите во втората дивизија, каде што настапија возила со зафати на 1400, 1600 и до 2000 кубни сантиметри. Надпреварот го победе Мијалчев на вчерашната квалификацијска сесија, ја имаше пол позицијата во голема борба веднаш со Круме Апостолов од тимот на Спид, кој по подолго време повторно се врати на тркачките патеки и тоа со конкурентно возило, покажувајќи вчера на квалификациите дека може да се бори дури за прво место на денешниот надпревар. Тоа го покажа веднаш и во првиот круг, менувајќи се на првото место со Мијалче Василевски, додека браќата Дејан и Игор Стефановски исто така во рамките на првиот дел од надпреварот во класата 1 одлично го започна надпреварот во борба секако и со Никола Несторовски, актуелниот шампион во класата 1, кој мораше да попушти пред налетите на Игор Стефановски и во првиот дел од надпреварот се наоѓаше на петото место, на шестата позиција во тој момент Владимир Треневски, може да се каже изненадување на годината во класата 1, а во овие моменти повторно следиме голема борба за првото место меѓу Круме Апостолов и Мијалче Василевски и секако првиот инцидент што се случи во класата 1. Никола Попевски од автомото клубот Примо го заврши својот настап на денешниот надпревар веќе во првиот круг. Во меѓувреме продолжуваат борбите за сите позиции. Мијалче Василевски повторно возвраќа, Дејан Стефановски од Автоклиника, ланскиот вице шампион во оваа категорија, се обидува да профитира од оваа борба за првите позиции и се наоѓа веднаш зад водечкото дуо. Неговиот постар брат се наоѓа и веднаш зад него. Ќе напоменам дека тој дебитира годинава во шампионатот на Македонија и на кружни на ридски патеки, а ланската година последниот надпревар го извозе со автомобилот на неговиот помлад брат. Значи покрај тандемот на Слободан и Крсте Трајковски, уште еден возачки тандем, братски, годинава тоа се Игор и Дејан Стефановски, едниот настапува за Автоклиника, другиот ги брани боите на Автомотоклубот Скопје. И веќе во третиот круг продолжува жестоката борба за првото како и за останатите места, со тоа што Мијалче Василевски и Круме Апостолов има мала предност во однос на Дејан Стефановски, но секако тука се и останатите возачи што претендира за висок пласман на денешната трка. Ќе напоменам одлично подготвени автомобили, Југо 55 со зафатина до 1150 кубни сантиметри, група А со анекс што важи се разбира за шампионатот на Македонија, располагаат со некаде околу 80 до 82 конски сили, а оваа патека секако им одговара, тоа го покажуваат и по одличните времења, иако простечната брзина се разбира поради самата конфигурација на оваа траса, што е во должината 2 км и не овозможува остварување на високи простечни брзини. Ова е еден од двата најбавни свиока на патеката, каде што Мијалче Василевски натаму ја задржува лидерската позиција,
Пред возачот на спид Дејан Стефановски се обидува да го следи темпото што го наметна водечките двајца на денешниот натпревар во класата 1 по првите неколку круга и ова е моментот кога Круме Апостолов прави кардинална грешка во шиканата по најбрзиот дел на патеката, го оштети својот автомобил и не беше во состојба да продолжи и да се впушти во борба за бодови, секако бидејќи неговите конкуренти во тие моменти создадоа огромна предност. Ако се земе во предвид и фактот дека на вчерашната квалификацијска сесија вкупно првопласираните 6 возачи беа во само една секунда, очекувано и дека секој кикс на денешниот натпревар и воопшто на трките во оваа класа се казнува, секако тоа му остави простор на Мијалче Василевски од Импегна Рейсинг тимот, кој инаку победи на првиот натпревар што се одржа на истата патека кон крајот на месец јуни. Втората трка, како што споменав во почетокот на репортажата, беше организирана на аподромот во Кичево. Таму Мијалче Василевски не успеа да забележи пласман во бодови поради дефект на неговиот автомобил. На надпреварот во Кичево победи Никола Несторовски, кој во моментов води голема борба со Игор Стефановски, обидувајќи се да стигне до третата позиција, по откажување на Круме Апостолов. Го гледаме во кадарот. Неколку години се надпреварува во шампионатот на Македонија. Ланската година не учествуваше, сега кон крајот на сезоната и реши повторно да се врати на тркачкиот асфалт во услови на навистина големи температури што владеат во регионот. Особено тоа се однесува за вчерашниот ден, каде што во возилата температурата изнесуваше некаде над 50 степени Целзиусови. Дејан Стефановски од тимот на Автоклиника го следи Мијалче Василевски, кој направи солидна предност, некаде 2,5 секунди пред второпласираниот. Неговиот постар брат пак соочен со притисок од страна на шампионот во оваа категорија и на рицки на кружни патеки Никола Несторовски од Прилепец, кој забележа победа на надпреварот во Кичево, втората трка од годинашната сезона во рамките на шампионатот на Македонија на кружни патеки. Оттаму е една крајно неизвестна ситуација во класата 1, каде што неколку кумина возачи се аспиранти за шампионската титула во оваа категорија. Пред се Никола Несторовски, Мијалче Василевски, како и Дејан Стефановски, а кон овој список може да го придадеме и Владимир Треневски, кој оствари одлични резултати годинава и на рицките, но и на кружните трки со солидно подготвениот автомобил. Се чинеше дека надпреварот сосем одлично се одвива за возачот на Импегна Рейсинг тимот, кој создаде и предност веќе по петиот круг, откако и Апостолов излета. Дејан Стефановски пак користејќи ја борбата за третата позиција, и тој имаше мала предност пред Никола Несторовски, кој во меѓувреме стигне и до третото место. Игор Стефановски од АСК Скопје во тој момент ја загуби третата позиција, а веќе зад него полека почна да се доближува Владимир Треневски од АСК Скопје. Инаку овој тим има вкупно 4 возачи во категоријата до 1150 кубни сантиметри, што настапија на денешниот надпревар, од вкупно 20 пријавени, што ги видовме на самиот старт од денешната трка. На најбрзиот дел од патеката од страната на македонската телевизија пред шиканата и се постигнуваат максималните брзини на оваа патека. Проблеми за Игор Стефановски од тимот на АСК Скопје во моментите кога се наоѓаше на четвртото место. Возилата во категорија до 1150 кубни сантиметри, популарните југовци, развиваат на тој дел некаде околу 160 км на час по четвртиот степен од преносот, а на спортивната страна на онаа шикана, поблаго поставена, што се совладува во третиот степен од преносот и со влезна брзина
некаде околу 100 км на час и се постигнуваат на токму на овој дел, значи пред свиокот каде што повторно возачите и возилата се враќаат наназад, се постигнуваат и брзини некаде околу 140 км на час за овие автомобили. Во третиот или во четвртиот степен од преносот, зависно од подготвеноста и од концепцијата на возилото. Јалче Василевски натаму ја зголемува предноста во однос на конкурентите пред се второпласираниот Дејан Стефановски, но го забрза своето темпо возачот на прилепец Никола Несторовски, обидувајќи се најнапред да стигне до Дејан Стефановски, неговиот најголем конкурент и ланската година во борба за првата позиција во шампионатот и на ридски и на кружни патеки. Сега во помалку поинаква ситуација, бидејќи Дејан Стефановски ланската година ги освои вице шампионските титули во оваа категорија, но во моментите на надпреварот во класа 1 денеска се наоѓаше пред шампионот во оваа конкуренција Никола Несторовски. Интересно е тоа што малиот број откажувања и засега единствениот инцидент што имавте можност да го видите уште во првиот круг, се покажуваат дека возилата во оваа категорија се навистина одлично подготвени, успевајќи и да се справат со високите температури, сите оние предизвици што ги носи оваа извонредно технички компликувана патека, каде што до големо оптеретување доаѓа и моторот, и сопирачките, суспензијата, и секако менувачот. 20 круга, но во 8-миот се случи уште еден инцидент од страна на Душан Попевски, возачот на новоформираниот клуб Студентски автоспорт, во едно возило што го подготвуваат и студентите на Машинскиот факултет во Скопје, во обид секако да се пронајдат себе си и во автомобилистичките надпревари во шампионатот на Македонија, особено во оваа класа, каде што хомологацијата возможува навистина од автомобили со зафатни на дојде до 150 кубни сантиметри и покрај оние рестрикции според анексот и според хомологацијата да се направат возила што располагаат со завидни перформанси. Возачот со стартен број 38, Душан Попевски, брат на Никола Попевски од клубот на Примо, успева и да го паркира својот автомобил на безбедно место, за да и не ја загрози безбедноста на возачите што се уште се наоѓаат на патеката. И еве сега веќе борба за втората позиција. Никола Несторовски успева да ја анулира разликата што имаше Дејан Стефановски во однос на него и натаму на четвртото место Владимир Тренски од АСК Скопје. Извонредно атрактивно минување во овој дел на паркингот и во едно мал контакт што секако и не резултираше со откажување на учесниците во овој мал инцидент Никола Несторовски и Дејан Стефановски. Во жарот на борбата, секако возачите пред почетокот на денешниот надпревар, како и пред почетокот на вчерашната официјална квалификацијска сесија од страна на организаторот, на одржаниот брифинг им беше напоменато дека секој инцидент ќе се санкционира од страна на судиите крај патеката, таму и повнимателното возење во дуелите на патеката, што не беше и случај секако со првиот надпревар што се одржа токму на оваа патека и со онија учување во класата 2. Темпото што го наметна Несторовски во борба за втората позиција резултираше со тоа и да се намали разликата во однос на се уште лидерот на надпреварот Јалче Василевски. Со стартен број 35 Стојан Богдановски од Коне Спорт во контакт со возачот на АСК Скопје Владко Наковски, кој во рамките на првите два надпревара годинава забележа и 2 трети места. И сега проблеми за Јалче Василевски, и тоа со сопирачките на
вториот најбрз дел на патеката, тоа резултираше и со менување на лидерската позиција, каде што сега избива на првото место Дејан Стефановски пред Никола Несторовски, додека Владимир Треневски во дуелот на најбрзиот дел од патеката успева да се избори за третото место пред Мјалче Василевски, кој навистина имаше големи проблеми во обидот да го сопре својот автомобил на адекватен начин и повторно на овој дел од патеката уште еднаш проблеми за Мјалче Василевски. Сепак успеа и некако да го сопре својот автомобил, а при тоа и да не го оштети возилото на Владимир Треневски. Во тој момент се наоѓаше возачот на АСК Скопје на третата позиција и дефинитивно откажување за досегашниот лидер на натпреварот Мјалче Василевски. Во 12-тиот круг мораше да го паркира својот автомобил и на тој начин неславно да го заврши денешниот натпревар, но вистина штета, бидејќи ја имаше по позицијата во речиси целиот дел од натпреварот. Се до 12-тиот круг се наоѓаше на лидерската позиција, ако се иземат се разбира оние дуели во првите два круга со Круме Апостолов. За Мјалче Василевски на вистина штета што остана без ниту еден бод, бидејќи во случај да го завршеше денешниот натпревар на позицијата што до тој момент и ја поседуваше, возачот на следниот натпревар и ќе можеше да прави калкулации, бидејќи имаше и многу голема бодовна предност во однос на конкурентите. Продолжува борбата сега повторно за првото место меѓу Дејан Стефановски и Никола Несторовски. За цел круг го мина водечкото трио Томислав Трајковски од АСК Скопје, дебитант во годинашнава сезона. Возачот на АСК Скопје кој во денешниот натпревар и покажа дека и со добро подготвен автомобил сепак може и да се бори за бодови. Според пропозициите, прокласираните 6 возачи стигнуваат до бодови според правилникот на Автомотосојузот на Македонија. Никола Несторовски натаму се обидува да стигне до втора победа годинава, откако и победи на натпреварот во Кичево. Помалку и среќно стигна до таа победа, откако најнапред се откажа Мјалче Василевски и секако Дејан Стефановски кој водеше во речиси целиот тек од натпреварот одржан на автодромот во Кичево, но поради проблеми со инсталацијата на неговиот автомобил и на крајот не успеа да го заврши, но денеска триумфира во класата 1 и тоа пред Никола Несторовски, успевајќи да одолее на нападите од актуелниот шампион во оваа класа. Трето место за Владимир Треневски, а во пласман за бодови уште влегува Стојан Богдановски, кој беше дисквалификуван, така што неговото место го завзеде Слободан Тасевски од Мак Петрол, конечно четврти. Марио Велевски од тимот на Пулстарс заврши на петото место, а бод освои и Игор Апостоловски од водно рейсинг тимот на денешниот натпревар. По прогласувањето во класата 1 и онаа стандардна пауза од 15 на минути, полека се привршуваат и подготовките за почетокот на втората трка од денешниот натпревар одржан во Скопје, каде што во дивизија настапија возачите во втората, третата и во четвртата класа. Но секако пред да го проследиме и загревачкиот круг во оваа категорија и како изгледа генералниот пласман во класата 1. На првите позиции Никола Несторовски, Дејан Стефановски со по 16 бода, трето место за Владимир Треневски со 12, на четвртото место Мјалче Василевски останува на досега освоените 10 бода, пети е Наковски со 8, шести Марио Велковски со 6 освоени бода. Веќе сме со формацијата во втората дивизија од денешната трка, каде што настапија возачите во втората, третата и четвртата класа. Пол позицијата во најсилната имаше Илија Малинковски пред Блажи Јанакиевски, додека во класата 1600 кубни сантиметри најбрз на вчерашниот тренинг беше Тихомир Мрчковски од Мак Петрол пред Орхан Амет од Уно Рейсинг тимот и Благо Димитровски од тимот на Автоклиника. Во четвртата класа 1400 кубни сантиметри најдобро време на вчерашниот тренинг оствари Антонио Скиндеровски од тимот на Скопје пред клубскиот колега Игор Богатиновски. Стео Костовски од Импегни имаше трето најдобро време пред
возачот на Спид Игор Барбаровски. Вкупно 14 возила во втората дивизија. На стартот од десната страна на екранот е Илија Малинковски и Тихомир Мрчковски во возилото на Хонда. Стартуваше од втората позиција и ја имаше најдобрата од вчерашните квалификации во неговата класа, меѓутоа по самиот старт и успева да го искористи потенцијалот на неговиот автомобил. Се работи за возила со зафати на 2600 кубни сантиметри, група Хоби. Самото име кажува дека според пропозициите во оваа категорија дозволени се секакви преправки, но треба само да се задржи кубикажата во оваа категорија и пропишаната тежина на возилата во зависност дали се работи за 8 вентилски или 16 вентилски мотор, потаму и одличните перформанси на овие возила. Тоа го користи Тихо Мрчковски во првиот дел на преварот, успевајќи по стартот и да создаде мала предност во однос на Илија Малинковски, возачот на АСК Скопје, настапува со автомобилот Opel Astra. Во тие моменти зад него се наоѓаше и Блажи Јанакиевски од тимот на Мак Петрол, настапува годинава во новото возило Honda Civic Type R, подготвено во Италија, слично како и Астрата што ја вози веќе 7 години последователно Илија Малинковски. Дебитираше со возилото Honda Type R Блажи Јанакиевски на надпреварот во Кичево. До тогаш веќе пропушти една трка. Ова е втор надпревар за него на кружни патеки со новото возило, откако и ланската сезона ја освои шампионската титула во класата до 1600 кубни сантиметри, токму со возилото кое денеска го управуваше Тихомир Мрчковски. Во класата до 1400 кубни сантиметри Антонио Скендеровски ја задржа позицијата и местото што го имаше во вчерашната квалификацијска сесија пред Игор Богатиновски, Стево Костовски и Игор Барбаровски, значи непроменет редослед на возачите што настапува во класата до 1400 кубни сантиметри, сите четворица со автомобилите Peugeot 106 Rally. И следиме обидите на Јанакиевски да се доближи до Илија Малинковски, кој славеше на првите две трки во неговата класа и забележа до сега максимален број на освоени бодови. Што се однесува пак до учесниците во класата 3, 1600 кубни сантиметри, поради недоволен број возачи, не се бодуваше оваа класа во рамките на првиот надпревар одржан во Скопје, додека во Кичево во рамките на класата 3 победи Благо Димитровски пред Лазар Угровски, третото место го освои Орхан Амет. Возачот на АСК Скопје Угровски, кој во рамките на вчерашната квалификацијска сесија имаше мало излетување уште во самиот почеток, оттаму и не успеа да оствари време за да ја обезбеди настап на денешниот надпревар. Во првиот дел на надпреварот и натаму во водство Тихомир Мрчковски пред Илија Малинковски и Блажи Јанакиевски. Во втората дивизија, во останатиот дел од колоната во оваа трка, борба за позициите меѓу Благо Димитровски, Антонио Скендеровски, Орхан Амет, додека Игор Богатиновски се наоѓаше во тие моменти во борба со Владимир Димушевски, кој настапува со автомобилот Рено Меган, и еве го моментот кога Илија Малинковски го превзема лидерското место од Тихомир Мрчковски, во обид секако и да направи предност пред најголемиот конкурент за него денеска во оваа категорија, Блажи Јанакиевски од тимот на Мак Петрол со одлично подготвената Honda во оваа категорија. На третата позиција во тој момент во класата 2000 кубни сантиметри, група НИСТ се наоѓаше Владимир Димушевски, додека и натаму непроменет редоследот на возачите што се надпреваруваат во класата 2, 1400 кубни сантиметри. Во првиот дел на преварот, Скендеровски пред клубскиот колега Богатиновски, Костовски на третата позиција и Барбаровски од тимот на Спид, дебитант годинашнава сезона во автомобилизам, настапува со возилото што ланската година, како и сезоните пред тоа,
го управуваше неговиот клубски колега, кој се реши годинашна ова сезона да направи мала пауза, така што Игор Барбаровски дебитира годинава во класата 2 со возилото Peugeot 106 Рели, управувано ланската година од Тодор Исиловски. Александар Димушевски, третопласиран во гонот во класата 2, инаку син на постариот Димушевски, трикратен првак на Македонија во автомобилизам, кој годинашна ова сезона се реши да настапува во Европскиот Челендж Куп, така што не го гледаме годинава на домашните патеки. За Малинковски, откако го преземе лидерското место од страна на Тихомир Мрчковски, успева да создаде и солидна предност, а во останатиот дел од надпреварот и немаше потреба премногу да форсира и уште еднаш да ги потврди своите, како и перформансите на неговото возило, кое, ќе кажам, безпрекорно функционира откако 1995 година. Малинковски го подготви во Италија, кај познатиот тюнер Барболини, откако и вашиот коментатор памети, ниту еден механички дефект до сега не го невозможил Илија Малинковски да заврши надпревар, откако и ланската година паузираше во шампионатот на Македонија. На надпреварот во Кичево Илија Малинковски забележа победа пред Милан Димитровски, возачот на автоклиника, додека Владимир Димушевски во рамките на тој надпревар го освои третото место. На првата трка одржана на оваа патека, Малинковски во таа трка исто така забележа победа пред Владимир Димушевски, додека пак трето место на таа трка го имаше освоено Милан Димитровски. Во класата до 2000 кубни сантиметри укупно настапија 6 возачи. На патеката уште ги гледаме и Тијан Георгиевски, еден од тројцата возачи на автоклиника. Ова е моментот кога Игор Богатиновски од тимот на АСК Скопје поради проблеми со пневматикот мораше да се прости од борбата за висок пласман на денешната трка, инаку тој имаше големи амбиции пред почетокот на оваа трка, бидејќи заедно со Антонио Скендеровски се наоѓа на лидерското место во класата 2 со по 16 бода, благодарение на едната победа остварена за Богатиновски на надпреварот во Кичево, додека Скендеровски триумфираше на првиот надпревар во неговата класа во Скопје. Имаат и по едно второ место, оттаму и истиот број бодови во пресрет на денешната трка, меѓутоа за Скендеровски надпреварот се одвиваше без ниту еден проблем, додека Богатиновски во борба за што е можно подобра позиција и секако да ја анулира предноста што имаше стекнато Скендеровски, префорсира, а тоа резултираше и со дефект на неговиот пневматик. Секако отиде во боксот и повторно се врати на патеката, но во меѓувреме се разбира и ја загуби втората позиција, успевајќи на крајот се пак и да стигне до бодови. Промена на редоследот во класата 2, во тој момент на втората позиција извива Костовскиот Импегна Рейсинг тимот, а на третото место дојде Игор Барбаровски од тимот на Спид. Во класата 3 Тихо Мрчковски од тимот на Мак Петрол, откако го пропушти Илија Малинковски на лидерската позиција во оваа дивизија, сепак и немаше голема причина да го форсира својот автомобил, бидејќи Орхан Амет, Благоја Димитровски беа далеку зад него, додека пак Скендеровски, следен од возачот што премалку го спомена, Орхан Амет од Уно Рейсинг тимот, и немаше потреба да форсира, бидејќи конкурентите во средишницата од надпреварот не беа во позиција да ја загрозат
да го загрозат на неговото лидерско место во пресред на последните неколку круга од трката во втората дивизија. Во најсилната класа до 2000 кубни сантиметри група N и SP, според правилникот на Автомотосојузот на Македонија, можат да настапуваат и возила подготвени според двете хомологации, оттаму и возилото на Илија Малинковски, подготвено според хомологација за група N. На ист начин е подготвено и возилото што го правува Блаже Јанакиевски, додека пак Владимир Димушевски настапува со своето возило според хомологација за група SP. Некаде околу 230 конски сили располага автомобилот Honda Civic Type R, со кој настапува Блаже Јанакиевски. Во меѓувреме Владимир Димушевски го завршува својот настап, откако во првите два надпревара забележа пласман на второто место на првиот надпревар во Скопје, односно третата позиција беше за него откако заврши трката во Кичево, но на денешниот надпревар и немаше среќа поради проблеми со својот автомобил. Помладиот Димушевски не успева да стигне до нови бодови, што евентуално би му ја донеле и во пресред на последната трка, втората позиција во генералниот пласман. Максималната брзина што се постигнуваше на оваа патека денеска во рамките на втората дивизија, некаде околу 180 км на час на најбрзиот дел од патеката за возилата во класата SP, како и за автомобилите Хоби, кои пак според хомологацијата може да употребуваат и различни степени на преносот, бидејќи располагаат со некаде околу 200 конски сили. Идентична разликата и во завршницата на овој надпревар меѓу Малинковски и Тихомир Брчковски, иако настапуваат во различни категории. Одличен впечаток секако на денешната трка за Тихомир Брчковски, возачот од Мак Петрол, кој изминатиот период настапуваше со автомобилот Југо 65, исто така во класата Хоби, меѓутоа поради честите механички проблеми во неговиот клуб му излегува во пресред и на денешниот надпревар се појави со возилото Honda Civic изминативе години, управувана од страна на Блаже Јанакиевски. Без проблеми се одвиваше надпреварот и за Антонио Скендеровски, успевајќи од самиот старт па се до завршницата на надпреварот да се наоѓа на лидерската позиција, откако неговите конкуренти во намешаница по стартот загубија неколку секунди, што подосна и се покажа како клучно за расплетот на ситуацијата во класата 2, секако и поради проблемите што ги имаше Игор Богатиновски, клубскиот колега на Скендеровски во класата 2, воедно и најголем конкурент, барем по првите две трки од годинашната сезона на кружни патеки. Инаку до крајот на годинашната сезона остануваат уште две трки и еден надпревар што следува. Тоа е ридската трка што ќе се одржи на 7 септември на познатата патека Пониква крај Кочани во организација на автомото друштвото Лопен од Кочани, и секако последната кружна трка што на истава патека ќе се одржи на 21 септември, исто така во организација на Автомото клубот Прима од Скопје, а под патронатство на Автомотосојузот на Македонија, надпревар за кој се најавени и гости од соседните земји. Некаде околу 6 до 7.000 гледачи го следеа денешниот надпревар. Ќе напоменам дека температурите во возилата беа исклучително високи, меѓутоа се покажа дека и возилото, но и возачите наистина беа во одлична кондиција. Забележавме само неколку откажувања поради механички проблеми, оние два инциденти што ги регистрираше една од 4 камери на македонската телевизија, задолжени за да ја направат и денешната репортажа од надпреварот Скопје 2.
Може да се види дека веќе Илија Малинковски имаше голема предност пред конкурентите. На вчерашните квалификации го имаше остварено и најдоброто време. 1:17:463 беше неговото постигнување со просечна брзина од 81 км 329 метри на час. Секако успеа за малку да го подобри своето време и во рамките на денешниот натпревар, постигнат во четвртниот круг за 1/10 подобро од неговото остварување на вчерашниот официјален тренинг. Во класата 3, по позицијата Тихомир Мрчковски пак ја освои со време 1:18:173, успевајќи на денешниот натпревар да вози за 7 десетинки побавно, но како што споменав и немаше причина да форсира, во меѓувреме и клубскиот колега Милан Димитровски го пропушта Блага Димитровски и се работи за возачи што настапуваат за ист клуб, но во различни категории. Милан Димитровски денеска имаше и проблеми со својот автомобил, кој во изминативе неколку трки беше солидно подготвен, меѓутоа на денешниот натпревар за него целта беше да финишира, а со тоа и да стигне до бод, за да на крајот од годинашната сезона може да стигне до една од трите позиции во генералната класификација. И финишот на надпреварот, победа на Илија Малинковски, број 3 годинава на кружни патеки, практично на тој начин ја верификува титулата во оваа категорија со максимален број освоени бодови, вкупно 30 по досега одржаните 3 трки. Финишираше и Антонио Скендеровски, секако и победникот во класата 3 Тихомир Мрчковски од тимот на Мак Петрол, а возачи што уште обезбедија пласма на победничкиот пиедестал во класата до 2000 кубни сантиметри, второ место за Блажија Накиевски од тимот на Мак Петрол, пред Милан Димитровски, возачот на Автоклиника. Ги следиме веќе моментите на прогласување во класата 2. Трето место за Игор Барбаровски, второ за Стево Костовски, а победи Антонио Скендеровски, возачот на АСК Скопје. Во пласман влезе и Игор Богатиновски, успеа да освои 3 бода со четвртото место. Во класата 3 победа за Тихомир Мрчковски, триумфираше денеска пред Благо Димитровски од Автоклиника и Орхан Амер, возачот на Уно Рейсинг тимот. Воедно прва победа за Тихомир Мрчковски на кружни патеки. Во четвртата класа Илија Малинковски на највисокото место на пиедесталот пред Блажија Накиевски и Милан Димитровски. Победник во класата 2 2400 кубни сантиметри група е на Антонио Скендеровски од Автомото клубот Скопје. Практично нови 10 бода и голем чекор напред кон одбрана на титулата и поход кон златната кацига во престој на последниот надпревар годинава. Да, така е. Со оваа победа поблиску до златната кацига се надевам дека ќе успеам да ја завршам. Една голема благодарност до другарите од клубот. Голема благодарност исто до целата дивизија која коректно се возеше. Се надевам дека спортот ќе оди све понапред. Нека уложат оние што се поуспешни во бизнисот, ќе биде поуспешен и спортот. Тихомир Мрчковски, победник во класата 3 2600 кубни сантиметри група Хоби. По подолго време повторно сте на тркачкиот асфалт и со возилото Honda Civic 1600 кубни сантиметри денеска бевте далеку поуспешни од конкурентите. И јас слагам со тоа. Возилото Југо не ми се погоди прошлата година, мислам цела сезона, сега бе добро возило и мислам дека ќе идеме само напред. Што очекувате во пресрет на последната трка што ќе се вози на истата патека? Мислам пак дека ќе бидам прв. И во класата 3 по трите извозени трки на лидерската позиција се наоѓа Димитровски пред Мрчковски и Орхан Амет, Скендеровски на чекор до титулата во класата 2 пред Богатиновски и Стево Костовски. Како што споменав, наредната трка ќе се вози на 7 септември на патеката крај Пониква, последниот надпревар на кружни патеки на 21 септември на патеката крај Македонската телевизија. Почитувани гледачи, благодарам за вниманието и останете натаму со нашата програма. Пријатно!
suffer for more chips.